Трезорот не се затвора, тврди министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска по најавите дека од 15 декември ќе запрат сите исплати од буџетот. Според неа станува збор за вадење на информациите од контекст и создавање непотребна паника во јавноста. Министерката појаснува дека Трезорот работи нормално и дека институциите имаат рок до 15 декември да ги достават налозите за полесна организација на исплатите до крајот на годината. Нема логика, вели таа, Трезорот да се затвора кога деночните приливи продолжуваат и по 25 во месецот. Министерката тврди дека има редовни приливи и дека сите налози што пристигнуваат во Трезорот се исплаќаат на време. Мислам дека е многу несериозно да се каже Трезорот затвара. Не, Трезорот ги прибира налозите со цел подобро да се организира до крајот на годината. Навистина е несериозно, пак ќе речам. Како ние ај сега ќе затвориме, клjuč ќе ставиме на министерството, ќе одиме на зимување. Не е така. Трезорот ќе си работи до 31 и тоа вообичаено Трезорот е единствениот сектор во министерството кој што останува до 7-8 часот, па имало години до 11 часот навечер кога Трезорот работи. Како доказ, министерката ги посочува навремено исплатените пензии и последната исплата од 3 милиарди денари, нагласувајќи дека буџетот е стабилен и обврските ќе бидат сервисирани до крајот на годината. Од друга страна, опозицијскиот СДСМ тврди дека за прв пат во историјата Трезорот се затвора на 15 декември поради немање пари и дека на власта и недостасуваат повеќе од 1 милиарда евра. За премиерот Мицкоски, СДСМ шири паника меѓу граѓаните и побара јавното обвинителство да отвори предмет против опозицијската партија. Од обвинителството денеска велат дека до нив за сега не е доставена таква пријава.